Венко Филипче не верува ниту во своите избори. Пред 6 месеци го кандидираше за градоначалник, а сега го прогласи за неспособен. Откако завчера првично го нападна, вчера го прогласи за ВМРО-вец. Денеска почна и да го навредува. Не можел да исконтролира 10 крави. Лидерот на СДСМ ја продолжува отворената кавга со првиот човек на Крива Паланка, Сашко Митовски. Неговиот греф е што поради рудникот за Антимон, интересот на граѓаните го ставил над партискиот интерес на Бихачка. Поради тоа, според Филипче, Митовски одработувал за ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски. Граѓаните викаат како може еден градоначалник кој што не може 10 крави да исконтролира, утре ќе контролира таков рудник. Потоа со 10 крави не може да се справи. И сега таков рудник ќе контролира во близина на Крива Паланка. Воопшто не е битно, тој случајно градоначалник од СДСМ. Во контекст да од која и партија да беше, нашите барања ќе беа исти. И покрај тоа што трет ден директно го напаѓа само еден од 6 градоначалници од својата партија, Филипче се уште лично не се ни обидел да стапи во контакт со Митовски, само уште еднаш потенцираше дека мора да има референдум за рудникот. Тој има обврска да ги праша нив. А ако вистина дека има информации, барање од граѓаните, што бараме ние? Токму тоа, ама формата референдум. Нека се направи референдум за рудникот. Ете тоа треба да се направи во Паланка. Митовски потенцира дека референдум ќе има доколку таква иницијатива дојде до општината и советот, но бидејќи овој проект се уште е на самиот старт, прво треба точно да се види какви планови има инвеститорот. Пред се граѓаните треба да бидат транспарентно запознаени за процесот, технологијата, начинот, намерите на компанијата и се останато. Видите, ние сме во постапка која што е само на својот почетен појдовен старт. Со оваа кавга Митовски станува дел од се поголемиот список на функционери на СДСМ, кои поради тоа што не го слушаат слепо својот лидер, тој ги прогласува за ВМРО-вци. На тој список веќе подолго време е Јован Деспотовски, а последниот период влезе и Петре Шилегов.